Од овие лаги, заради кои што бев ја ставена таму, прво од ова субспецијалист од 8 септември, потоа од ова чабука, како и да се викаше таму, која што ми даде месец дена, ме гледа здрава права, ми даде апчиња луѓе оланзапин за ласта. Тоа сега ќе дојдем и до апчињата. Значи за шизофренија. Дали сум ја шизофрена личност, еве кажете вие ако вака барем малку имате интуиција и гледате од видеата. Дали личам јас на шизофрена личност или на личност која што е депресивна, со манични епизоди, со возбуденост или еуфорија? Значи, дали сум јас личност која што ви личи на човек кој што е за во психијатриска болница? Гледате, девојчето Росица која што беше убиено сега, беше физички малтретирана, психички малтретирана, силувана, постојано беше угнетувана од човек кој што го водел црна сила. Пријавувала и никој ништо не презел. И сега, човек кој што е добар, кој што помага, кој што шири светлина, кој што не прави никакво криминално, ниту малтретирање на другите луѓе, е ставен во психијатриска болница, а овие се на улица. Па тоа што ви кажува? Тоа ви кажува дека овие на институциите кои што се во психијатриска болница ги дозволуваат овие монструми да шетаат на улица и да прават раздор, да уништуваат, да шират зло, да убиваат други луѓе. Кога влегов во таа психијатриска болница, ако можам да ја наречам болница, која што повеќе личи на пекол на земјата, ако постои пекол на земјата, јас ви велам, тоа е Бардовци. Тоа е Бардовци. Ако постои пекол во Скопје и во Македонија. Ви кажав, пациентите таму се со кои што јас работев таму додека верувајте ми, јас давав совети и им помагав на тие луѓе колку што можев. Гледав прво јас да си помогнам сама на себе психички да не потпаднам, меѓутоа фала му на Бога ме држаше во тие моменти и ми даваше сила, но помагав на пациентите кои што се таму, кои што беа, верувајте ми, кои што им требаше само разговор. Им требаше некој да им подаде рака, да им даде поддршка, да ги насочи. Во тие 10 дена од како влегов јас таму, никој не те гледа. Никој не те гледа како свиња буквално, како бетер од животно. Тие 10 дена, од тие 10 дена еднаш, два пати ќе отидеш да разговараш со стручно лице и потоа е регулар, они си имаат некои работни, дневни обавези кои што си ги тераат според распоред. Пациентиве си лежат и тоа е процедура која што ти ја лежиш таму и буквално можеш со месеци да лежиш додека некој те донесе да поразговараш и додека дојде до заклучок. Значи јас здрава права таму бев клукана беспотребно со апчиња, значи беспотребно со апчиња, 10 дена затворена без никакви права. Без никакви права. Првиот ден кога дојдов таму, јас ги одбив апчињата. На што од сестрата добив одговор: ти штом си тука немаш права. Вика, немаш права. Викам, како немам права? Ти штом си тука немаш права, само надвор имаш права. Викам, јас не сакам да ги пијам апчињата. Ми вика, ако не сакаш да ги пиеш апчињата, ќе те врземе и присилно ќе ти ги дадем. Значи се оди против законски. Против сите достоинствени закони кои што ги според устав човекот ги поседува и ги има, во психијатриска болница тоа не важи. А верувам дека не важи во секоја институција во оваа Македонија, затоа што луѓето се наклонети на зли сили, а тие луѓе кои што се таму се дозволени од оваа повисока група на индивидуи кои што се уште поголемо зло, односно политиката и министерствата. И сите луѓе кои што стојат на чело, затоа што никаде не се пропагира духовен, кроток, едноставен живот. Се е отидено во материјализам и таму каде што е материјализмот, таму е сатаната. Значи тоа нека ви биде еден закон во себе, кој што секогаш ќе ве потсетува дека таму каде што лежи
угледот, престижот, луксузот, материјалното, таму лежи злото и затоа е дозволено. Тоа толку е едноставно. Втора работа. Тоа што го видов таму, луѓе, тоа што го видов таму. Физичко и психичко малтретирање кон пациентите. Значи, таму вработените се со сериозни психолошки проблеми. Сами со себе. Таму вработените и сестрите беа бетер од самите пациенти. Јас во животот мој не сум се однесувала така. Агресивно, присилно, со пцуење, со закани, со мавање, со физичко, значи тоа јас у живот не сум се однесувала така, а мене ме ставија таму да лежам, додека вработените кои што се на слобода и кои што работат таму, значи примаат плата од вас, значи ние ги плаќаме, тие беа со поголема дијагноза од самите пациенти. Прво, пациентите никој не ги гледа, значи таму си препуштен буквално у соба да седиш и ако имаш милост од дома да ти носат храна, ако немаш си осуден на една мизерна храна, значи тоа беше храна што буквално на миленичиња не би им ја дала, значи на мојве мачиња дома побаво ги хранам, верувајте ми отколку што тие пациенти се хранети таму. Тоа беа луѓе кои што беа затворени постојано во соба, има еден долг ходник кој што ако седиш во 4 зида секој ден ќе 24/7 ќе полудиш. Значи таму повеќе полудуваат и забегуваат од што се затворени и не ги ни пуштаат, верувајте ми, во тие 10 дена само половина час, еден ден бев излезена надвор. И кога излегов, мислев дека ќе се онесвестам од тоа што немаш право да излезеш надвор. Значи, не те пуштаат надвор на чист воздух да земеш воздух, само си затворен буквално во 4 зида и во еден хол кој што шетаат постојано лево десно затоа што иначе ќе забегаш.